Пратеникот од Вреди Халил Снопче ја подвитка опашката, откако доби своевидна дисциплинска од премиерот Мицкоски за најавата дека Вреди ќе ја напушти владата доколку помине законот за бранители, сега целосно ретерираше. Тврди дека воопшто не се заканувал, туку само го кажал својот политички став. Се правда дека како автономни политички субјекти, целта била да придонесат за нормализација во функционирањето на државниот систем. Ние сме автономни политички субјекти и како такви имаме иста цел за да предонесеме за нормализација на функционирањето на целокупниот државен систем, каде пред се ќе дојдат до израз вистинските вредности. Ние сме партнери и нашето партнерство се заснова врз основа на односот на силите, а не односот на моќта. Така функционираме и се надевам дека така ќе продолжиме. Се разбира секому кој ни пожелува среќа и ние им пожелуваме среќа и успех, додека функционира партнерството се е во ред и нема проблем. Ваквото ретерирање на Снопче следи откако премиерот Мицкоски, одговарајќи на новинарско прашање околу заканата на пратеникот од Вреди, кусо му одговори нека му е со среќа и дека не потпаѓа на закани од никого. Во обид да ги изгасне искрите во владината коалиција, на помош од Њу Јорк се јави и министерот Таравари, чија партија е дел од коалицијата Вреди. Тој вели дека односите помеѓу владините партнери се коректни, но потребни биле почести консултации. Односите меѓу партнерите во коалицијата од ВМРО ДПМН, каде што се Вреди и Знам се коректни, оваа влада ќе продолжи да функционира. Таа има подолгорочна стратегија, но потребна е почеста консултација и синхронизација меѓу партиите во власта. Инаку, законот за бранители е предлог на опозицијската СДСМ, за кој во јавноста се создаде впечаток дека е обид да провоцира конфликт меѓу македонскиот и албанскиот политички блок. Партиите на албанците и од власта и од опозицијата сметаат дека ако се донесе ваков закон, треба да има законско решение и за припадниците на УЧК. Владеачката ВМРО ДПМН вели дека го поддржува законот, но бара од СДСМ да го истуркаат до крај тоа што самите го почнале.